Почитувани, трагично е што државата е управувана од група на луѓе кои што се уште за себе мислат дека се државотворци. Трагично е што за себе мислат дека се влада и дека Зоран Заев владее во име на граѓаните. Почитувани, на понудата од Заев и од СДСМ за поддршка на изборите за иден председател на државата пристигнала само една понуда. Една кандидатура. Замислете, само една кандидатура за поддршка од Заев и од СДС за следните председателски избори. Само еден човек, амбасадор, со сета честност, поверувал во лагите испорачани од овој антидржавен центар зад мене. И сега и него ќе го извисат, ќе му стават петно, тој ќе извиси заради заевизмот. Ќе мора да извиси, како што ќе извисат и членството, и симпатизерите, и неколкумина честни во партиските тела на СДС. Наместо избор за кандидат за председател на државата, Артан Груби и Миле Зечевич прават избор за кандидат за лепење на пропаднатата владина коалиција. Прават избор за спас на заевизмот. Бараат и веројатно ќе изнајдат некој поддржуваш на заевизмот, ќе го поттурат како кандидат, но не за председател на Република Македонија, туку за заштитник на заевизмот, заштитник на криминалните тендери, заштитник на антидржавни и противуставни закони, заштитник на пропаднатата владина коалиција. Почитувани, заевистите знаат, пропаднатиот оглас покажува, а тоа што сега го прават, докажува. Демократија со Зоран Заев не постои. Граѓаните, интелектуалците бегаат од СДС, се тргаат од штетните политики на власта, не сакаат да бидат нивен дел од урнисувањето на државата. Едноставно е, зад себе не сакаат луѓе без образ, без збор, без срам, без чест. Залудно Заев и заевистите бегаат од избори. Тие повеќе не представуваат никого подалеку од својата криминогена, непотистичка, антидржавна тендер коалиција. Тие се веќе поразени и го знаат тоа. Овие избори се избори за Македонија. Овие избори се избори за честитост и за честност. Гордана Силјановска Давкова е следниот председател, а честита Македонија е победник. Ви благодарам.